Во митови и факти ретко имаме спортисти, односно правилото е само доколку се легенди. Затоа вечерва го имаме Јошко Миленковски, нашиот најуспешен тренер на сите времиња. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до сите ваши гледачи. Кога велам нашиот најуспешен тренер, тоа не се однесува само на одбојкарскиот спорт, туку на сите екипни спортови во Македонија. 28 титули во домашните надпреварувања. Тоа се 15 титули во првенството на Македонија и 13 национални купа. Сите со работнички, претпоставувам. Да, во Македонија сите со работнички. Беше ли тешко да се освојат сите овие титули? Па во тоа време бевме многу супериорни како екипа, бевме и на некој начин и целата репрезентација беше собрана во нашиот клуб, така беше политиката и на федерацијата и сите одбојкари од Македонија најквалитетните. Јасно беше дека сакаат да играат во работнички затоа што бевме најорганизирана екипа, најдобра екипа, редовно учествувавме во европските купови. За нас фактички не беше главната цел да се освои титулата во Македонија, што на некој начин беше некој полесен пат. Целта беше да направиме некакви резултати во Европа, во што и успеавме. Затоа што учествувавме редовно пред се и во Лигата на шампиони, Купот на шампиони, како што се нарекуваше на почетокот, понатаму и во Топ Тим Скупот, каде што успеавме да се пласираме и во самата завршница, односно на Final Four, што беше во тоа време еден од најголемите успеси на македонската клубска одбојка. А титулите, како што рековте, 15 последователни на работнички фершпет со мене на чело, и една кога отидов во Будванска ривиера и освоија со Тихомир Пауновски и со Јован Џокевски, значи 16 и 14 купа, од кои 13 Значи работнички освојата историја има 16 и 14, а да. од тие 15 титули и 13 купа, 28 вкупно во тој период од 94 до 2010-11, со тоа што 2007-8 бев во Будванска ривиера, а ме заменија во работнички Тихомир Пауновски и Јован Џокевски. После тоа, кога се вратив уште 2 сезони, повторно ги освоивме двете титули, и купот и шампионската титула, така да вкупно имаме 30 титули во тој период со работнички фершпет. Пред неколку дена, ако не се лажам, заврши твојот ангажман во Солунски паук. Да. Сега, кои се плановите? Тука да се остане, да се работи на факултетот? Плановите се, да се вратам тука и да продолжам со моите активности пред се во мојот клуб, во женскиот одбојкарски клуб работнички, каде што сум председател, и да повторно ја активираме нашата машка екипа, шампионска екипа, со тоа што ќе вклучиме голем број на деца, нови членови, така да профункционира и тој клуб, и мислам дека моите активности ќе бидат повеќе насочени во тој правец, со тоа што се уште сум и актуелен селектор на македонската одбојкарска репрезентација, која очекува на пролет и нова Европска лига во нов формат, што ќе биде и на некој начин формат за пласман на Европското првенство и понатаму Европското првенство 2026 година, каде што сме пласирани 4-ти пат поред во нашата одбојкарска историја. По тоа одбојката е, мислам, неуспешен. Добро, да. Може би позадира кометот секако. Да, добро. Меѓутоа, сепак, во она што одбојкарската репрезентација го прави во последно време, за нас, како одбојкарски спорт, во овие рамки, во овие услови кои ги имаме, мислам дека представува еден огромен успех, пласман 4-ти пат поред, а на минатото Европско првенство, знаете, 2023 го поминавме првиот круг, се пласиравме во осмина финалето и игравме со светскиот шампион Италија, што беше за нас нешто најголемо во моментот како Јас ги гледав сите надпревари кои што се играат тука во Скопје и бев на овој последниот надпревар со Грузија од квалификациите.
Тоа што можам да им замерам на скопската публика е што не секогаш во голем број ги следи вашите надпревари. Дали тука можеби и Одбојкарската федерација не доволно Европското првенство беше очекувано, беше посетено, можеби не максимално, можеше и повеќе, меѓутоа знаете дека за тие европски првенства картите влезниците се доста скапи и сето тоа одеше преку Европската одбојкарска федерација и луѓето не можеа да си дозволат, тоа не беше фактички желба на нашата одбојкарска федерација, туку по правилата на ЦЕФ мораше така да биде со поскапи влезници, што го лимитира можеби бројот на посетители во салата во тоа време, а Европското првенство беше најголем настан во тоа време, еден од најголемите настани во нашата спортска историја, каде што продефилира најдобрите светски одбојкари. Да споменеме дека Полска стана европски шампион, а играше во нашата група. Тука беа и Чешка, тука беше и Холандија. Непобедливо делуваа пољаците на Па непобедливи и беа, затоа што на тоа европско првенство беа супериорни до крајот, до надпреварот со Италија, до финалето фактички кој се играше во Италија и го освои европското првенство. Ги има најдобрите светски одбојкари, меѓу кои Леон беше најголемата звезда која едно од најголемите спортски звезди кои стапнала на наше тло, кој играла овде во Македонија. Затоа, можеби бројот беше толкав колку што беше, меѓутоа сепак задоволни бевме и од посетата, и од поддршката, и затоа и резултатот беше каков што беше, успехот кој го постигнавме. Надпреварот со Грузија, кој исто така беше еден од нашите најважни надпревари, а влезот беше слободен, можеби можеше да има повеќе, меѓутоа интересот за одбојката во моментот е тој и како што рековте, можеби треба повеќе реклама, пропаганда, за да се афирмира овој наш спорт, да има повеќе гледачи. И така, мислам дека во иднина може да биде и подобро, затоа што сме веќе и на европската карта и имаме одредено значење со четвртиот последователен пласман на европското првенство. Апсолутно. И сега, ајде да се вратиме на почетоците. Јошко Милинковски, роден во Крушево, таму и започнува целата одбојкарска кариера, да. Само еве вака гледачите, особено вие помладиве, не знаат дека пред 40 години одбојката беше можеби првиот спорт најразвиениот спорт во Македонија, во рамките на тогашна Југославија, и тогаш беше многу тешко да се стане познат и истакнат одбојкар, бидејќи имаше многу одбојкари, одбојкарски клубови имаше насекаде. Да. А Македонија во еден момент имаше 3 прволигаши во југословенската прва лига. Вкупно 4 екипи од Македонија беа прволигаши, што не верувам дека во некој друг спорт тоа се повторило. И голем број на македонци беа репрезентативци на Југославија во разни генерации. Така да не беше воопшто лесно да се биде одбојкар. Како Јошко Миленковски од Крушево стана одбојкар? Еве да почнеме од ова последното. 1983 година во првата сојузна југословенска лига играат 3 екипи истовремено од Македонија, Вардар, Работнички и Борец од Велес. Следната година влезе и Струмица, меѓутоа испадна Работнички и Борец, така да во исто време сме имале 3, а 4 екипи играле во првата југословенска лига. Тоа во ниеден спорт сме го немале, тоа се факти и ние сме во тој дел, во таа југословенска лига, како спорт најуспешни. И по бројот на репрезентативци кои сме ги имале, кои нешто значеле во таа наша... Има голем број на лиги. Да, голем број, да, кои фактички биле основата на таа југословенска репрезентација и биле освојувачи на медали. И во Белград 75-та година делот тоа европско првенство се играше во Скопје. Југославија го освои третото место, понатаму 79-та во Париз го освои пак третото место. 75-та беше Богоевски и капитен на таа репрезентација. Групата се играше во Скопје, во Белград финалето, каде што го освоија, игра фактички и го освоија третото место. Потоа играше и Александар Тасевски, 79-та година
беа најдобрите одбојкари во југословенската репрезентација беа тројцата нашите, Богоевски, Тасевски и Србиновски. Потоа играше и Јанков извесен период, значи сме имале 4 во таа генерација одбојкари кои настапувале и кои нешто значеле во југословенската одбојка. Таки Джиков беше помошник тренер исто долго време на селекторите во таа репрезентација. И во тој период одбојката беше најразвиен спорт во Македонија. Знаете, да, не беше лесно. И како сега од Нико до Ага во Крушево да се дојде до Вардар? Сега почетоците мои беа 75-76 и оваа година ми е фактички 50-та година јубилејна во одбојката како играч и како тренер, затоа што 75-та, еве 25-та, 26-та сега, тоа се 50 години кои го славам својот јубилеј и затоа мислам дека беше време да престанам со својата активна одбојкарска. Никогаш не се знае, меѓутоа решив во моментов дека ова ми е последна сезона како тренер и мислам дека треба да се посветам и да се активирам во некои други, да имам некакви други активности. А од Нико до Ага... Организацијска природа, претпоставувам, активност. Да, се разбира. Од 79-та година, кога дојдов на факултет во Скопје, почнав да играм во Скопски Вардар и таа 79-та година го освоивме и купот на Југославија, се играше финалето овде во салата во Кале. Вардар имаше единствената титула. Во тоа време 76-та година. Ја освои шампионската титула, да. А 79-та година го освои купот на Југославија овде во и играше во тогашниот куп на шампиони, така во. И игравме во купот на шампиони, игравме со автомобилист од Ленинград 79-80 година, игравме со руската екипа со автомобилист, таа беше најдобра европска екипа во тоа време со голем број на руски репрезентативци. Одбојката во Русија беше спорт број 1, а руската репрезентација беше најдобра во Европа и во светот. Така да во тој период исто тоа беше нешто за нас, нешто големо. А кој место го освои Вардар? Кој е најдоброто место во Лига на шампионите? Во Лигата на шампиони исто Вардар учествуваше на Final Four во Пиек Самаки во Финска. Беше четврти, играше со најдобрите екипи од тоа време, со екипи од Романија, од Бугарија, од Русија, така да. Да, беше четврти со пласманот на Final Four-от, а потоа и работнички, кој што кажавме, се пласира после многу години на Final Four во Топ Тим скупот, зашто можеме покасно да зборуваме. Значи од 79-та Вардар кога е една од најсилните екипи во Југославија, па и во Европа. Да, во истовремено Јошко Миленковски доаѓа во Вардар. Да, и се запишувам на факултетот за физичка култура во тоа време, што ми беше приоритет да се заврши факултетот и потоа дали ќе се вратам во Крушево или патот ќе ме одведи на друга страна, испадна дека другата страна преовладеа. Останав тука до 83-та преминав во другиот скопски прволигаш во работнички, кој исто така од 1976-та се надпреваруваше во првата југословенска лига заедно со Вардар и исто така имаше големи успеси во таа лига. Значи 1983-та станав член на работнички и останав тука долго време. После завршувањето на факултетот 1984 како професор по физичка култура, по спорт, го преземав работнички 1986 и од тогаш ова ми е исто така 40 играч и тренер од 86 и фактички тоа е мојата 40 година како тренер, без ни една година непрекинато, да, во многу клубови, репрезентации, така да еве исто така 50 години играч и тренер, а 40 години само тренер. И како е тоа да си биде играч и тренер исто време? Па добро, во тоа време беше, сега можеби е невозможно, меѓутоа во тоа време имаше и други примери и ние имавме мојата генерација, со мојата генерација имавме добра соработка, работевме добро и мислам сепак бевме другари на некој начин повеќе отколку што бевме тимски колеги и така натаму. Работевме заедно, игравме заедно, трениравме заедно, живеевме заедно, се дружевме. Беше убаво време и немаше некој посебен проблем да се биде и играч и тренер, затоа што имавме сите единствена една цел и имавме разбирање.
Така да до 89-та година бев играч и тренер и понатаму сакав да завршам мојата играчка кариера во прволигашка екипа, а тогаш во прва лига играше Струмица. Така да во Струмица фактички беше мојата последна година како играч, како надпреварувач и таму ја завршив кариерата и понатаму веќе почнав се определив само за тренерската професија. Бев тренер и во одбојкарскиот клуб Борец од Велес, како моја прва посериозна, да речем, тренерски ангажман, прв пат посериозен, го освоивме купот на Македонија и од тогаш, после моето враќање од 94-5 во работнички, 15 години поред бевме шампиони на Македонија и целата моја, фактички најголемиот дел од мојата кариера го помина во одбојкарскиот клуб Работнички Фершпет, кој прво беше Железнички одбојкарски клуб Работнички, со доаѓањето на Фершпет беше Работнички Фершпет, се до 2010-11, кога Фершпет се откажа и од кошарката и од одбојката, така да останавме без спонзори, така постепено и клубот, машкиот клуб, на некој начин престана да екзистира, остана само женскиот одбојкарски клуб, кој исто така освојуваше многу титули последователно и еве долго време сум веќе и како претседател на тој клуб, го водам клубот, помагам фактички повеќе, како почесна некоја функција, ама еве долго време веќе со девојките успеваме исто така да постигнуваме одредени успеси. Ај пак да се вратиме во минатото пред да почнеме Да. плановите за иднина. Македонската одбојкарска репрезентација се формира од 92 година, кога се лажам. И во тој момент, за разлика од претходните години, и тоа не е доволно силна на почетокот, ако може така доволно да се изразам. Во смисла, сите ние големи имиња од некои 10-15 години претходно ги нема во репрезентацијата и почнува едно одење под трња, едно бавно искачување на патот кон успехот и првиот селектор е Димитар Циев, професорот по одбојка на факултетот за физичка култура, подоцна и декан, а вие во тоа време бевте асистент на факултетот, а и помошник селектор. Како изгледа тие први години? Беше ли тешко тогаш да се собере тимот, да се организираат на Беше треба? тешко во тие услови, имаше своја специфика сето тоа. Пред 1987 година јас станав асистент на професор Циев на факултетот за физичка култура и до ден денес сум, значи од 87 Во таа година, катедра? да, над катедрата за Добро. за одбојка на факултетот, Сега да. си професор тогаш асистент. Потоа да, во сите звања, од доцент, вонреден, редовен професор до ден денес. Така да 1992 година, а после распадот на Југославија фактички остана доста клубови кои играа и во втората сојузна лига и во првата сојузна лига и се формираше нашата македонска лига, што на почетокот беше доста сериозна и квалитетна, со голем број одбојкари кои настапуваа претходно, многу скоро пред тоа настапуваа и во првата југословенска лига, така да квалитетот беше на високо ниво. А 1992 година со формирањето на нашата одбојкарска федерација, односно одбојкарски сојуз на Македонија во тоа време, беше јасно дека треба се формира и македонска репрезентација која треба да учествува и во европските надпреварувања. Првите почетоци беа 1992 година, професор Циев беше назначен за селектор и по некоја логика, јас како негов асистент и на факултетот и тренер тука во Македонија, затоа што освојувавме и претходно бев активен тренер и во работнички, како што рековме, така натаму. И беше логично да бидам негов заменик. И веќе во 92 година ги собравме најдобрите одбојкари кои беа во тоа време во Македонија. Голем број беа на првиот собир во Струмица 92 година, имавме 25 одбојкари на првиот собир.
Редовно имавме подготовки и зимски и летни. Професор Циев ја собираше репрезентацијата во секој слободен момент кога нема активности во своите клубови. Имавме доста подготовки, игравме пријателски надпревари, а првиот званичен официјален надпревар го одигравме 94 година со репрезентацијата на Австрија во Струмица во предквалификациите за Европското првенство. И победивте тоа. И победивме 3-0, тоа беше прв надпревар и прва победа на македонската одбојкарска репрезентација. Известно време потоа го игравме реваншот во Австрија, ни требаше еден сет, го освоивме, победивме со 3-1 и се пласиравме во квалификациите, односно во групата, каде што потоа ја вклучи Југославија која беше под одредени санкции. Сојузна република Југославија. Сојузна република Југославија. Со Данска, со Шпанија, со нашата репрезентација. Тоа време СРЈ имаше многу силна репрезентација. Многу, најдобрите. Игра браќата Грбич тогаш? Игра и Жарко Петровиќ и многу се да и не ги набројуваме најдобрите одбојкари кои Немаше шанси со 95-та нив нешто. го освоија супериорно првото место во групата во која бевме и ние и 95-та година во Атина на Европското првенство го освои и бронзениот медал. И фактички од таму почна подемот на таа југословенска одбојка, понатаму Србија и Црна Гора, па само Србија, со сите освоени медали до сега, со она што значеа во европската и светската одбојка, меѓутоа самите почетоци беа тогаш. Значи, на и фактички фасизна ние бевме прва репрезентација во сите спортови која играше со репрезентација од после распадот на Југославија, прва репрезентација со која играше против Сојузна република Југославија. Значи Македонија и Југославија беше одбојката прв спорт каде што ги вкрстија копијата овие две репрезентации Македонија. Како беше чувството така? Беше надпревар на пријатели големи кои пред тоа многу скоро пред тоа игра заедно во иста лига. Ти беше да. југословенски јуниорски репрезентативец. Да, 80-та година. И предпоставам со некои од тие играчи си играл заедно во репрезентација. Па да, во тие генерации игравме многу, имавме многу контакти, игравме заедно фактички во тие селекции, во иста лига. И чувството, првиот надпревар беше на Бањица во Белград пред 4000 гледачи, затоа што имаше голем одзив тој надпревар, прв надпревар во сите спортови, реков. И за нив беше тоа? И за нив, да. Прво сретнување на двете репрезентации, добро, загубивме со 3-0. Реваншот го игравме, не реваншот, него во групата, по некој си редослед таму игравме и во Струмица, така се сретнавме два пати. И тука започна, реков, подемот на југословенската одбојка. Меѓутоа исто и нашиот настап и во наредните квалификации, каде што бевме редовни учесници. Ние немавме во тој период некој евидентен резултат и победи, затоа што бевме нова репрезентација. Одбојката во Европа беше на многу високо ниво, многу силна, форматот беше таков да играат најдобрите европски репрезентации. Ние како нова репрезентација немавме можност да се радуваме на некоја победа, меѓутоа почетоците беше важни да се влезе во еден систем на надпревари и постепено понатаму да се размислува и резултати. Секогаш се купуреше со финансии. Ја мислам дека одбојката беше како едно сираче на македонскиот спорт. Па беше тешко се после многу тој средства период. и за припреми и за автобус до Струмица или не знам до каде, авионски билети беа тешко се. Па беше тежок период. Еден факт, може да го подкрепиме тоа со еден факт дека патувањето во Шпанија, јас како тренер не отидов, генералниот секретар Карановиќ не отиде, останавме тука во Скопје, тука да го следиме на преборот, затоа што отидоа редуциран број на одбојкари, 9 одбојкари, селекторот и докторот. Беа проблем авионските билети? Па да, затоа што финансиски навистина беше проблем тој период да се издржи сето тоа, надпревари во групата, патувања, подготовки, домашни надпревари каде што доаѓаат другите репрезентации, каде што треба да ги примиш, па треба да патуваш. Беше тешко. Меѓутоа, до распадот на Југославија, одбојката имаше своји спонзори, и Вардар, и Работнички, и така натаму, и Борец, и Струмица, кои учествуваа во Прва сојузна лига. Во тој период па немало никогаш проблем за патувања, за надпревари, таков беше системот.
спортскиот систем, за тоа можеме да зборуваме. Така беше поставено, екипите ги има сите потребни услови, меѓутоа по самиот распад на Југославија, кога се оформи нашата лига, нашите клубови, беше навистина тешко и да се најдат и спонзори, особено за такви европски надпреварувања и патувања. И поминавме еден тежок период кој долго траеше. Да, па и сега не сум убеден дека е нешто. И сега е во незавидна ситуација. Нашиот спорт, не само нашиот спорт, и повеќе и другите за спортови последователни настапи на Европско првенство, па не сум сигурен дека се обезбедени парите за сите работи. Не е лесно. Не е лесно да се најдат спонзори, да се најдат средства и да функционира сето тоа на некое потребно високо ниво. Да. Така да поминуваме еден тежок период што се однесува до тој финансиски аспект, организацијски аспект. Сето тоа треба да се издржи и не е лесно. Сега тие, години на создавање на македонската одбекарска репрезентација, тоа оди паралелно и со градењето на модерната македонска држава. Тие 90-ти години ги паметиме како не премногу среќни и премногу интересни. Ја бев тогаш млад човек, па може би тоа субјективно нели го гледано, имам впечаток дека се тоа можеше подобро да се прави. И доаѓаме таму до еден надпревар со нашиот јужен сосед Грција, кој се одигра во Струмица. Сега луѓето кои се можеби дури сега нели почнуваат да сознаваат за тоа, за нашите односи со Грција, можеби не знаат дека тоа е време, тоа е 97 година? 97. Да, тоа е време на најголемите тензии помеѓу Република Македонија и Република Грција, кога само што беше донесена на времена спогодба за привременото име за меѓународна употреба на Македонија, формер Југославија Републиков Македонија или бивша Југословенска Република Македонија. Значи, ние таа времена формула никако не ја прифаќавме, а грците секогаш инсистира на тоа и делегатот инсистираше на тоа да ние да играме под името Фиром. Сеќавам, тогаш бев млад новинар, работев во ТВ Сител и ТВ Сител вршеше преносот од тој надпревар. Фативме некој унилатерал од Грција и го пренесувавме тоа. Нормално не го пренесував ја, тоа го правеа постарите колеги, но јас се сеќавам колку драматично го доживав тоа, дека професорот Циев, селекторот на нашата репрезентација, одбил да игра под Фиром и рекол јас нема да играм под Фиром, но му оставил аманет на својот заменик Јошко Милинковски, сепак тој да игра, да не испадне брука, да не играме и да го продолжи надпреварот. Од тој момент Јошко Милинковски е селектор на македонската репрезентација. Како изгледаше тоа да се биде тогаш во Струмица? Беше ли многу тензично, нервозно? Беше тензично, атмосферата беше таква. Професорот Циев инсистираше на тоа да ние настапиме под нашето име, односно со кратенката МКД, а ни таа не ни ја дозволува. МКД на дрецовите требаше да стои. Инсистираше кај делегатот, кој се придржуваше кон некои правила наметнати од Европската федерација и од она што Грција го бараше. Одби да го води тој надпревар, се повлече, не сакаше воопшто да биде на терен и тоа беше негов фактички последно учество во нашата одбојкарска репрезентација, да биде како селектор, како тренер на таа репрезентација. И јас без него исто така не сакав да бидам на клупата на тој надпревар и надпреварот го водеше Кире Ричлиев, нашиот втор помошник тренер. На тој надпревар Кире Ричлиев беше фактички на клупата. Јас бев на трибините позади клупата, него ни водев тој надпревар затоа што еден мит во мојата глава е разбија. Го поддржував професорот и не сакав во никој случај да бидам местото негово на терен. Така да и јас не бев на терен, него беше Кире Ричлиев го водеше тој надпревар против Грција, што беше доста еуфорично пропратено од нашите гледачи. Салата беше полна, голема еуфорија. Успеавме да го освоиме и првиот сет, загубивме со 3-1. Грција беше многу посилна во тоа време, меѓутоа беше еден надпревар
тензичен меѓу спортистите, меѓу нас, меѓу тренерите, меѓу играчите. Се беше во најдобар ред, меѓутоа, да речеме так, политички некој аспект беше доста тензичен. Долго беше нервозно. Нервозно, такво беше времето. А веќе одма после тој надпревар на состанокот на одбојкарскиот сојуз на Македонија по предлог на професор Циев, кој беше и председател на стручниот совет во тоа време, јас бев назначен за селектор едногласно и веќе од следниот надпревар, фактички надпреварот со Грција, реваншот во Александрополис беше мој прв надпревар и таму доживеевме доста непријатности, затоа што на дресовите нешто ви лепе, имавме МКД кратенката, меѓутоа грците и на тоа не се сложуваа, така да бевме со фластери мораше да се покрие тој, меѓутоа испотени играчите, фластерите почна паѓаат и почнува да се гледа тоа МКД што беше пропратено со свирежи негодување од самата публика, меѓутоа сето тоа беше од публиката. Ние како што реков, на спортски план, со играчите, со селекторот, со тренерите, беше една пријатна атмосфера, без никакви проблеми. Јасно дека спортистите не сакаат никакви политички мешања и така натаму. Долу на теренот се си беше во ред, освен што беа овие проблеми, меѓутоа брзо помина, затоа што со Грција игравме само тие два надпревари и мислам тука се заборави. Сега понатаму политиката како продолжи, тоа ни е познато, затоа што веќе трае долго време. Да, долго време. Тоа. Сега има уште еден спор втор спор по тоа кој има шанси да трае уште подолго време. Но ние се вратиме на одбојката и сега, значи, по тие надпревари со Југославија, со Грција, доаѓа до пред се на клупски план, доаѓа до еден што потоа го следи тој репрезентацијата, значи доаѓа до еден навистина, како би кажал, подигнување на квалитетот во играта на Фершпет Работнички. И се стига таму, се играат неколку години во низа во топ тим скупот, за да се стигне и до Final Four-от. Тука имаше плејада на навистина добри играчи кои што помина, некои беа, малобројни беа од странство, корот беше од Македонија. И тоа потоа се одрази и врз репрезентацијата. Сепак за во тоа време да се обезбеди пласма на европско првенство се чинеше како невозможно. Играа 8 репрезентации, само ако не се лажам. Многу беше тешко. 99-та година на европското во Виена беа само 8 репрезентации. А ние учествувавме во системот на квалификации, во квалификациона група. Јас бев и селектор во тоа време, значи од 97 натаму. Значи 99-та, 97-та, 98-та, 99-та беше скоро невозможно. Значи за голем број квалитетни репрезентации беше невозможно да се пласираат на европско првенство. Веќе од следното европско 2001 бројот на репрезентации беше 12, а последниот мој мандат беше со 16 репрезентации. И тоа би било тешко за достигнување. Тешко, а ние бевме секогаш меѓу 16, мојот последен мандат беше со 12 репрезентации, а ние бевме секогаш меѓу 16 затоа што од 2000-та 2001 година се подели на А и Б дивизија. Ние прво започнавме во Б дивизија, 2001 година игравме со Данска и со Норвешка, ги победивме и во гости и дома и се пласиравме во А дивизијата. А дивизијата во тоа време броеше 4 групи по 4 репрезентации, 16 репрезентации вкупно, а ние бевме редовно во тие циклуси меѓу 16 репрезентации. Што значи ако во тоа време европското беше во денешен формат, или ако беше со форматот 16 репрезентации, како што беше 2006, таа генерација која имавме ние, која фактички беше играчите од Работнички Фершпет, најдобрите играчи од Македонија. Да. Значи во тоа време Македонија би била уште од тогаш редовен учесник, не би чекала да дојде европско првенство со 24 репрезентации па да се пласира. Значи и таа генерација и голем број од тие играчи кои продефилираа низ македонската репрезентација ќе ја имаат таа среќа да играат на европското првенство уште од 2000, 2001, 2003, 2005 година уште во тој формат, ако беше
Ако беше со што е 16. денес, со 16 или како денес со 24. Да. Меѓутоа во тоа време беше многу тешко. Напомнав дека ние игравме секогаш во А дивизијата меѓу 16. И тие 2-3 циклуси европски квалификации ги поминавме во А дивизијата меѓу 16-те најдобри репрезентации во Европа. Тоа беше голем успех. Да, а истовремено работнички Фершпет во тоа време постигнуваше па големи успеси на меѓународен план во европските купови и во тоа време да ве потсетам дека во Скопје владееше една голема еуфорија за одбојката. Ние бевме и учесници на самиот Final Four во 2006-2007 година во Модена. Се сеќам кога бевме едно најдобрите екипи. Не можеше буквално да се влезе во салата во парк. Тоа беше едно видео бим пред салата, на преварите беа толку посетени да салата беше полна с 4-5 часа пред надпреварот и мораше да организираме нашата женска екипа да игра тогаш со Кометал, со Форца да игра надпревари пријателски, за да гледачите не седат во празна сала да гледаат женска одбојка, па настапуваа наши познати пејачи за да го пополнат времето до почетокот на надпреварот. Значи во тоа време тие неколку години владееше вистинска еуфорија. И заврши тие неколку години се случи 2010-11 се повлекувањето на спонзорот, меѓутоа не само од одбојката, и од кошарката, и кошарката работнички кој беше Годел работнички, па Фершпет работнички, па и ние како клуб Фершпет работнички Фершпет, така да во тоа време беше за нас голем удар, затоа што веќе не можевме да ги имаме тие услови кои ни треба за да бидеме европска екипа со она што требаше и сакавме да го правиме како што го правевме претходно. И, значи, уште еднаш ќе дојдеме до тоа дека за одбојка требаат пари, а парите се наоѓаа на некои други места надвор од Македонија. И претпоставам дека така почна интернационалната кариера на Душко Милинковски. Првата меѓународна, ако може така да се каже, а и може, беше во тимот на Будванска ривиера. Да. Тогаш прв човек беше Светозар Маровиќ. Да. Некогашен председател на Србија и Црна Гора. Србија и Црна Гора. А потоа заврши во затвор. Не ради одбојката се. Да, тоа заради познатите нивни бизнис сделки, Црна Гора, се тоа што се случуваше и не само Црна Гора, насекаде. Насекаде, ама тоа беше најизразено некако. Да. И па беше затоа што беше најатрактивно. Како беше во Будванска ривиера? Имаше еден куп на големи мини игра за тимот. Пред се треба да кажам дека јас не ни замислував, не ни имав план да започнам некоја интернационална кариера, затоа што тука бев професор на факултетот, бев селектор на македонската репрезентација, тренер на работнички Фершпет. И во тоа време одбојката беше во подем, имавме резултати, имавме услови, имавме успеси, игравме европски надпревари и немаше потреба ни да се размислува. Меѓутоа поканата од Будва тешко можеше да се одбие од било кој аспект, затоа што Будванска ривиера беше една од најдобрите југословенски екипи во тоа време, играше во таа југословенска лига, затоа што и од финансиски аспект беше многу примамливо, од секој аспект фактички, и се договори со раководството на работнички Фершпет дека една година треба да пробам да видам како ќе изгледа сето тоа, па понатаму после враќањето ќе размислиме, односно ќе продолжиме со. И така се случи една година и понатаму повторно продолживме со работнички со нашите успеси, со нашиот редовен процес кој го имавме многу години претходно. Будванска ривиера беше во тоа време најатрактивната екипа на тие простори, со голем број интернационалци, со најдобрите играчи од Југославија. Игравме, меѓутоа Југославија и тие ја напуштија и игра во својата Црногорска лига заедно со екипата на Будучност, која исто играше Лига на шампиони и беше една од најдобрите екипи во тоа време. Значи и Црна Гора исто формира своја лига, меѓутоа примамливо беше настапот во европските купови.
И ние во таа со Будванска ривиера фактички успеавме да се пласираме повторно на Final Four, што беше мојот втор Final Four во две последователни години со две различни екипи. На Final Four во Рим, во борбата за третото место успеавме да го победиме рускиот шампион Факел Нови Уренгој, го освоивме третото место, што за Будванска ривиера представуваше нешто невозможно и никогаш ни претходно ни после тоа. Меѓутоа, секој аспект беше едно големо искуство, особено односите со раководството, со Светозар Маровиќ, еден факт кој не можам да го заборавам, кој ќе остане за секогаш, нешто што тешко некој спортист може да го доживее. Не е убаво да се зборува за настанот, меѓутоа после загинувањето на Тоше Проевски, следниот ден беше погребот во Крушево и беше невозможно. Со Тоше бевме големи пријатели, беше редовен посетител на нашите надпревари, фактички тој играше за екипата на Синалко во Крушево, го оформи клубот, играше, многу ја сакаше одбојката, беше редовен посетител на нашите надпревари. Фактички пред несакан настан беше и гостин во Будва, каде што потпиша договор за настап за нова година во Будва. И непосредно пред тоа се случи тоа што се случи. Не можев никако да стигнам и Свето Маровиќ ме повика во неговата канцеларија, вика: ти утре, вика, мораш да патуваш. Викам: невозможно, како не можеме да беше во тоа време. Многу немаше пат преку Албанија, долго време се патуваше, немавме услови, немавме можности. Ми го обезбеди авионот на владата на Црна Гора, со кој патуваше тој и Мило Ѓукановиќ. Ме чека во Подгорица капетанот Иванчевиќ, со авионот стигнавме за 25 минути во Скопје. Ме чекаше целиот ден, после погребот се вратив назад, ме чекаше и ме врати во Подгорица со авионот на владата во Црна Гора. И тоа е нешто што, реков, тешко може да го доживее некој тренер, некој спортист, некој таков гест да направи, и благодарноста беше огромна од моја страна према она што го Будванска ривиера го направи за мене, а особено претседателот Светозар Маровиќ, кој понатаму спомнавте како што се случуваше, меѓутоа тоа се други работи во кои не навлегуваме. Така. Не го за тоа, инаку позната таа црногорска галантност. Да. Дарежливост. По Будванска ривиера следниот настап по странство е во Италија. Така? По Будванска ривиера се вратив повторно тука. Не, тука има уште 2 години. Така, да. И после веќе почна во Турција. А Турција е прва, не е да, први. Турција. Каде во Зират банка? Прво во Мили Пјанго, во екипата на Мили Пјанго, каде што настапуваше нашиот капитен Никола Ѓоргиев, да. Се задржавме долго време таму. И со Мили Пјанго беше... Со Мили Пјанго е третиот мој настап на Final Four. Значи трета различна екипа и повторно пласман на Final Four и повторно трето место. Значи тоа ми беше повторно бронзен медал во европските купови, во ЦЕФ купот. Исто така голем успех за една екипа која тогаш се пробиваше. Фактички ние го постигнавме најголемиот успех со Мили Пјанго и тие години беа години на развој на таа екипа која еве и сега ден денес има големо значење во турската одбојка. Значи Никола Ѓоргиев беше таму, јас пристигнав и потоа ни се придружи Ѓорги Ѓоргиев како техничар на таа позиција, кој беше и капитен на Мили Пјанго, и тоа беше еден од најубавите мои периоди во кариерата, тие неколку години во Мили Пјанго, а 2016 година, 16-17, после сите тие успеси кои ги имавме со екипата, Турската федерација ме назначи за селектор на турската репрезентација. И со турската репрезентација го имав првото учество во Светската лига и 2017 година на Европското првенство во Полска, каде што Турција за прв пат се пласира во следниот круг,
бевме на крајот 11 пласирани на тоа европско првенство, што во тоа време беше најдобар пласман на турската репрезентација на едно европско првенство. Значи 2017 година во Полска како селектор на Турција го постигнавме оваков резултат. После дојде Зират. И после, како последица на сите овие резултати и така натаму, Зират Банк најмоќната турска екипа и во моментов која игра и Лига шампиони, која е шампион неколку години поред во турската лига. Потпишав за Зират Банк и 2 години бев во најдобра Зират Банк екипа. исто така. И со Зират Банк игравме Final Four. финале на ЦЕФ купот против рускиот Белгород. Во Русија, каде што Тешко, игра со руски екипи, цела кариера. Многу руски екипи. Тешко иде. И 4 олимписки шампиони настапуваа за Може за е сега ги Белгород. нема русиве, нели, поради Сега, војната да. Украина, сега е време моментот. да се напаѓа. Сега беше моментот. Да. 4 олимписки шампиони настапуваа за таа екипа за Белгород, кој беше руски шампион. Загубивме таму 3-0 и во Анкара имавме 2-0, имавме водство за 3-0. Го загубивме тој надпревар 3-2, игравме против една од најдобрите европски екипи, меѓутоа го освоивме второто место, што исто за Зират беше најголем успех во нивната клубска историја. Значи, освоен сребрен медал во едно европско надпреварување во ЦЕФ купот. Потоа и Грција доаѓа? Да. По завршувањето на мојата тренерска кариера во Турција, каде што се задржав долго, неочекувано, затоа што мислев да и тогаш да завршам својата кариера, мислам да ми беше и доволно, меѓутоа неочекувано на пола сезона се јавија за екипата на Финика Сирос, една од екипите кои игра во првата грчка лига. Со самото доаѓање го освоивме суперкупот на Грција, игравме финале на грчкиот куп, бевме трето пласирани, што представуваше исто голем успех за тој клуб, и понатаму стигна понудата од ПАОК, што беше и очекувано затоа што имавме долго време контакти. Јас 89 година имав и преддоговор со екипата на ПАОК да настапувам како играч таму, меѓутоа во тоа време бидејќи имаше само по еден странец, не успеавме да ги завршиме документите за настап, така да остана само договорот како договор, меѓутоа контактите значи беа многу воспоставени многу одамна со таа екипа и ете се остварија како тренер. Каде што исто колку време остана во ПАОК? 3 години, каде што исто така тука исто и така морам да кажам дека имам многу добри спомени, бев многу добро прифатен од целокупната јавност, навивачите на ПАОК се едни од, да не речам, не знам како да се изразам, најжешките навивачи во Грција, и кога се игра дерби ПАОК, Олимпијакос, ПАОК, Панетенаикос, тоа е нешто невидено. И тие спомени ќе ми останат за секојаш врежани во мојата меморија. Приполна е салата, да. И меѓутоа најважно е како бев примен таму од сите, во целата фактички грчка е спортска јавност. И многу позитивно. Така колку се сега тоа вкупно трофеи? 28 на вкупно кој ги броев 54, вкупно од кои се 33 златни, 16 сребрени, бронзени во шампионати, во европски купови и така натаму. Значи голем број 54 вкупно трофеи освоени на сите полиња. Да, тоа е навистина едно, не знам дали можеме да споделиме со некој друг. 2016 година, тоа можеби ќе го заборавевме, тој податок за мене е еден од најважните во мојата кариера, затоа што со одлука на владата на Република Македонија бев назначен за спортски амбасадор на Република, заедно со Кире Лазаров, со Андон Тончевски и фудбалерот Ибраими.
добивме дипломатски пасоши и бевме назначени за амбасадори. И јас со своите активности во Турција, сето тоа, и со амбасадорот Звонко Муцунски, кој беше амбасадор во Анкара, имавме многу активности, чествување на празници, пречекување на гости, редовни беа на моите надпревари амбасадорот со гости од амбасадата. Имавме навистина добра плодна соработка и многу успешен период на тоа поле исто така во Анкара, во Турција. Има и дипломатско искуство. Да, ми значи многу, затоа што 2016 година и фактички ме назначи за спортски амбасадор. Покрај сите тие признанија, многу пати сум бил избран за најдобар тренер на Македонија, најдобар селектор во Тој тешко да се преброи. Во сите избори и на спортските федерации, бевме и на во Сител Скопје. тогаш секоја година асови Сител бираат скоро асови. секоја година, од таму веќе и нема Трошко беше, број колку. Без тебе не можеше да се замисли. Не можеше да се замисли таа манифестација. Не знам колку десетина пати поред бев Така, прогласуван за најдобар тренер, најдобар селектор. 13 ноемвриска награда на град Скопје. И како круна на сето тоа, пред еден месец ја добив 8 септемвриската награда за животно дело, што за мене представува највредната награда што сум ја добил во спортот од нашата спортска Македонија, од Министерството за спорт. Сега, нели, на крајот од денот се сумира тоа што било постигнато во животот. Навистина многу е постигнато во животот на Јошко Миленковски, но во моментов нашата репрезентација е пласирана на Европското првенство, но мора да признаеме дека состојбата во машката одбојка пред се владе едно сивело. Нема многу деца кои тренираат, нема млади одбојкари кои би можеле да го проложат патот на Никола Георгиев и останатите од репрезентацијата. Што тука треба да се направи за да се врати повторно одбојката, да биде, не мора да биде спорт број 1, но да има клубови? Не може да биде за жал спорт број 1, а беше во минатото, далечно минато. Може би во некоја блиска иднина, ако со одредени промени, меѓутоа големи промени. За жал, во моментот ситуацијата е таква. И ние може би сме при крај на овој разговор, а сега зборуваме за најболната точка, за теми кои навистина се алармантни во нашата одбојка. Хајде да кажеме што е тоа најалармантно. Од секој аспект имаме проблем во квалитетот на лигата, во бројот на играчи, во масовноста во машката одбојка. За разлика од машката, треба спомнеме дека во женската имаме најголема масовност и сме во женскиот спорт, одбојката е спорт број 1 по масовност, па моментално и по резултати кои ги постигнува. Може би не се тоа некои големи резултати, меѓутоа женскиот спорт гледате ние во стагнација во сите спортови, екипните спортови. Освен во одбојката, да. Да, мислам дека во одбојката сме моментално, да речеме, во некој подем, затоа што има и голем број на девојчиња кои играат и екипите се поквалитетни од минатото, сега веќе и засилени со одреден број на странски одбојкарки. Лигата е подобра, поквалитетна, позанимлива, поинтересна и се бележат и подобри резултати. Машката одбојка е во некоја стагнација, ако гледаме како квалитет на лигата и по број на одбојкари кои ги имаме, значи нешто не е во ред. Од финансиски аспект, јасно е дека сме во голема криза, дека сите клубови се во големи проблеми, организацијски, финансиски и така натаму, меѓутоа загрижува фактот што нема млади одбојкари, нема кој да ги замени и овие кои сега играат, а лигата ни е скоро, да кажем, лига на ветерани. И од тој аспект мора да го изразиме нашето незадоволство дека не се работи доволно, не се работи квалитетно и нема никаква масовност. А од масовноста треба да произлезе и квалитетот. Затоа што ако ние во минатото имавме повеќе региони, да речеме, Пелагониски, Струмички, Велешки, Скопски, Тетовски, каде што секое село имаше одбојкарски клуб, каде што имаше илјадници регистрирани одбојкари, каде што имаше голем број на клубови кои играа во втора сојузна лига и овие кои ги спомнавме во прва сојузна лига, сега да не може да има
ни бројност, ни масовност, ни квалитет, а сето тоа се одрази и на ќе се одрази и на македонската репрезентација, затоа што мора да признаеме дека голем дел од нашите одбојкари се веќе во репрезентативци се во поодминати години. Го спомнавте Георгиев, кој ќе го замени Георгиев, во моментов нема ни приближно некој кој може да ги постигнува резултатите, успесите и квалитетот кој го има Георгиев, и не само Георгиев, него и сите овие кои се дел од оваа репрезентација, која еве четврти пат, таа генерација четврти пат се пласира на едно европско првенство, со Милев, со Љавтов, со Маџунков, со Савовски, со Ангеловски, со Георгиеви браќата, со Филип Деспотовски, кој сега е генерален секретар на федерацијата, и да не заборавам уште некои кои еве долги години настапуваат и не ги приредија сите овие задоволства и успеси, меѓутоа сега после нив не гледам дека нешто позитивно може да се случува, а за да се случи ни треба многу време, многу работа и многу промени. Добре, ти самиот рече дека сега ќе се посветиш токму на тоа. Да, па некои други активности кои ги споменавме се тие активности да се работи со млади во млади категории, пред се во нашиот клуб. Да го вратиме шампионскиот работнички, меѓутоа да почнеме од почеток, затоа што треба да се формира, треба да се селектираат млади одбојкари, нови одбојкари, процес кој ќе потрае, треба голем број на тренери да работат, да бидат присутни во тој процес, за да има одредени успеси, резултати, барем во блиска иднина нешто да се случува позитивно. Другите клубови верувам дека Струмица не застанува, но по својот пат Струмица е екипа која исто така посветува многу време со младите категории, значи како еден расадник на одбојкари, ќе го продолжи тој пат, дека и другите клубови веќе ќе почнат да го менуваат својот курс и да го посветат повеќе внимание во тие категории, за да почнеме да имаме масовност како во женската одбојка, за да понатаму произлезе нешто поквалитетно, за да произлезат одбојкари кои ќе го продолжат патот на овие кои ги спомнавме до сега. Па да имаме континуитет настапи. Затоа што друг пат не постои. Треба работа, треба посветеност, треба луѓе, треба тренери и квалитетни тренери. Не знам во моментот. И пари треба. Пари, услови финансиски рековме, меѓутоа треба и тренери кои ќе се посветат на тоа, кои ќе се посветат на работата во клубовите. Имаме ли тренери доволно? Сега имаме, за моја среќа и задоволство, во македонската репрезентација имав неколку млади тренери во кои верувам, тренери кои треба да ја направат таа пресвртница и кои треба да створат нешто повеќе. И во првиот циклус на Европското првенство 2023 година, во Европската лига и на Европското првенство имав една група на тренери кои еве ги сега се посветени и работат со своите екипи, а последниот овој циклус, минатогодишниот, за пласманот на Европското првенство, самите квалификации во Европската лига, исто така неколку тренери, како што е Кристијан Ристовски, како што е Атанас Милев, како што е Васе Михајлов. Предходно знаете дека со мене работеа и Хабилја Јети, Хари Наговски беше мој помошник, го сега и во својата женска екипа исто така работи квалитетно и мислам дека покрај нив има и други, јасно. Тие се тие кои треба да направат фактички некој пресврт и подобри резултати во нашата одбојка. Покрај девојчињата има и момчиња кои што ќе да има, затоа што моментално проблемот што нема доволно. Има, ама нема доволно. Јушко Билинковски, мислам дека ги исцрпевме барем оние најбитни теми кои што. Најбитните и некој може да се зборува како два дена. Зборуваме за многу работи. Сега некои работи ги помиравме површно затоа што е времето, не може да посветиме сега 2-3 часа во една емисија. Да. Никој не може да застане да гледа една емисија која трае 2 часа. Најбитното, мислам го спомнавме и во кратки црти, најважните, најинтересните работи. И верувам дека ќе имаме повторно прилика да разговараме на овие теми. Јас се надевам дека еве те држам за збор дека ќе имаме повторно прилика да разговараме. Благодарам многу.
Благодарам на поканата и на, верувам, успешната емисија која снимев. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Јошко Миленковски. Пријатно.